Поплавени дворови, подрумски простори, но и ниски спратови од семени куќи. Ваква е сликата по саботните обилни врнежи од дожд кои ја зафатија Гевгелија. Од управата за хидрометеоролошки работи со последни информации се дека во текот на едно деноноќе наврнале дури 71 литар воден талок. Најпогодени се улиците во централното градско подрачје во Гевгелија: Ѓоко Танушев, Коча Рацин и улицата Иво Лола Рибар. Жителите кои живеат во овие улици и вчера, но и денес, иако дождот престана, се уште се борат со водата која навлегла во нивните домови. Сашо Лумчев вели дека проблем секогаш ќе имаат, бидејќи канализацијата е стара повеќе од 40 години и при секој поројан дожд настануваат проблеми на улицата, а последици трпат токму граѓаните. Прво, пред се, ова не е прв пат, значи при секое невреме, при секој атмосферско празнење, при секој врнеж се случуваат овие работи. На улицата Ѓоко Татушев, ако знам од сигурни извори дека се работи за едно 5-6 улици во градот, кои мора да се изнајде адекватно решение. Проблемот е се атмосферската канализација, која се уште не е реализирана после толку години во градот Гевгелија. Ова е најстариот дел, се работи за 40 годишна канализација, така да штетите можете и самите да ги видите. Меѓутоа не е поентата колку ви се штетите, проблемот е тоа што овие штети ќе се повторуваат и понатаму. Значи секојдневно се додека не се изнајде адекватно решение. Значи не е поентата во тоа да општината или не знам кои осигурителните компании ги исплатат штетите. Проблемот е во тоа да се најде адекватно решение и мир на граѓаните. Значи ние сме при секој врнеж обврзани да седиме дома и буквално да дежураме со гумени чизми и со лопати. Значи да ги браниме своите домови. Сепак се работи за 21 век. Баш кај што сега ќе ни се случуваат секакви болести. Имало заразна жолтица, нормално дека ќе има, кога фекални води истекуваат по домовите на луѓето. Замислете сега што ќе се случува со овој дом цело лето. Не е само нашиот, имаме уште 5-6 домови во оваа улица. Да не ги набројувам другите улици во градот. Значи бараме адекватно решение и час поскоро да се заврши оваа работа. Сепак ние сме даночни обврзници, си плаќаме даноци, комунално уредување имаме платено за своите домови и едноставно си ги бараме своите права, ништо повеќе од тоа. Семејствата кои беа поплавени во најкритичните гевгелиски улици се борат и денес со надојдената вода, а од управата за хидрометеоролошки работи велат дека дожд ќе имаме се до четврток, за кога се очекува стабилизирање на времето и повисоки температури.